Оваа влада нема мандат да го менува уставот, бидејќи на изборите никој не им го даде тоа право. Социјалдемократите и ДУИ прават се за да останат на власт, што подолго изјави председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Никаде никој од нас не вети дека ќе менува устав. Сега од другата страна, владата на ДУИ, поддржана од СДСМ, подпиша анекс на договорот за добрососедство со Бугарија. Предпоставувам за да си ги продолжи за неколку месеци своите политички кариери, ветуваше нешто што не може да го испорачи. Очигледно е, 6 месеци помина, нема услови да биде променет уставот. Тоа што го ветија не може да го испорачат. Мицкоски денеска уште еднаш потврди дека пратениците од СДСМ и ДУИ му дале подршка за уривање на оваа влада, но за кои точно пратеници станува збор, тој не откри. Охрабрени сме што има пратеници од коалицијата која што е во владата на ДУИ поддржана од СДСМ, кои што веќе праќаат јасни сигнали дека сакаат што побрзо да се стави крај на ова криминално и коруптивно владење на оваа коалиција на ДУИ поддржана од СДСМ и дека се подготвени во парламентот да поддржат распуштање и организирање на такви предвремени парламентарни избори. Во овој контекст некои медиуми објавија информација дека поранешниот премиер Зоран Заев имал тајни средби со Мицковски и дека при тоа потврдил дека 8 пратеници од СДСМ се подготвени да ја урнат владата на Ковачевски. Нешто кое Мицковски го демантираше. Не сум имал, не. На прашањето дали би поддржал премиер Албанец, Мицкоски одговори со констатација. Законот е јасен. А законот вели дека мандатарот на техничка влада го предлага владачката најголема партија. Сега, ако СДСМ одлучи и Ковачевски да го отстапи тоа место на ДУИ, тоа си е негова работа. Во однос на економската состојба во оваа година, Мицкоски не ја оцени како катастрофална.